Високото образование придонесува за намалување на внатрешната миграција кај младите. Ова го покажуваат истражувањата кои беа спроведени кај средношколци и студенти кои студираат на Универзитетот Гоце Делчев Штип, надвор од главниот град. Само 10% од средношколците својата иднина ја гледаат во локалното место од каде потекнуваат, за разлика од студентите чии процент е околу 40. За разлика од внатрешната, кај надворешната миграција нема значителни разлики. Околу 40% на средношколците ја гледаат својата иднина во главниот град, во Скопје, 40% ја гледаат својата иднина надвор од државата и некаде околу 10% ја гледаат својата иднина во локалното место од кај што потекнуваат. Втората група, тука можеме и да ги третираме како целна и експериментална група, втората група беа студенти кои што студираат на Универзитетот Гоце Делчев во Штип. Значи, тие се веќе студенти кои што студираат надвор од главниот град и тоа е интересно да се потенцира. И кога ги прашаме кај се гледаат во иднина, односно кај ја гледаат својата иднина, околу 40%, значи слично како кај средношколците, ја гледаат надвор од државата, околу 10% ја гледаа во главниот град, или под 10%, 9,8 мислам дека беше, и околу 40% ја гледаа својата иднина во локалното место од кај што потекнуваат. Ова зборува, значи веднаш упатува на заклучокот дека дисперзијата на високото образование или политиките на дисперзија на високото образование придонесуваат за намалување на тенденцијата за внатрешната миграција. Се зголемува и образовната миграција, односно можноста средношколците да студираат надвор од државата. Ова зголемување е од 12 на повеќе од 20%, вели Стојановски. Затоа мора да се преземаат разни чекори со помош на кои ќе се намали секој вид на миграција. Мора да имаме кредибилни податоци, тука треба да соработуваат институциите, универзитетите, Македонската академија на науки и уметности и статистичките центри. Тоа е првиот чекор. Вториот чекор би било да се детектира од кои региони, односно да се направи мапирање на миграциите, од кои региони имаме мигрирање. Знаеме, дури и специфични имаме индикатори од кои региони кај мигрираат. Например, во Италија, во Германија, точно се знае од кој дел од Македонија повеќе мигрираат кон Швајцарија, од кој дел во Германија, па дури и таму кај се лоцирани, или Соединетите Американски држави и слично. Значи треба да направиме мапирање, потоа за да бидејќи дотациите исто така се еден од клучните фактори за економскиот развој на државата. Нешто што го носат луѓето кои што работат надвор од државата, што го враќаат назад во државата. Додава дека треба да се направи мапирање на ресурсите со кои располагаат мигрантите. Стојановски вели дека мора да се работи на децентрализација. Со тоа ќе се намали степенот на миграција, не само надворешна, туку и внатрешна.